Таа бременост завршува со многу тажен крај во нашата ситуација. Со Мија, тоа што Мија јас ја губам на самиот пред пораѓај. И само слушам дека бебето е мртво веќе. Се уште не дојдоа солзи и плачење во тој момент, затоа што ти мислиш дека ова е сон и дека само ќе се разбудиш, да биде уште потешко. Беше самиот момент кога дознавме и кога бевме обавестени дека мораме да правиме погреб заради законите во Германија. Се што ќе погледнев се ме потсеќаше на бебе, а бебето не беше дома. Најмногу некој што ми помогна, како што ви кажав пред да биде емисијата, тоа е ќерката Анастасија. Само ми кажа: мамо бе, доста е веќе. Знам, те разбирам, плачеш тешко и мене ми е тешко. Пробувавме више да не зборуваме на таа тема, пробувавме да продолжиме со животот. Јас одев најнормално во училиште. Како јас најмногу тоа јас што го правев е како да ја заборам комплет работата и што, како да кажам, и многу ми тоа на мене ми помогна. Значи, замислете како е фустанчето што си го купил, што си го испрал, испеглал, на крај ти тоа не знам.